Чи атентатот врз Киро Глигоров. Прашања кои остануваат неразјаснети и по 30 години. Имало индиции дека може да се случи атентатот, но тогашните високораководни функционери не ги сватиле сериозно, проценува Павле Трајанов, кој беше министер за внатрешни работи од 1998 до 1999 година. Имаше разговор ексклузив од магазините на одбрана. Втора работа имаше исто така украдени 12 далечински пробувачи за активирање на експлозив. Покасно се покажа дека експлозивот е исти што беше украден од Министерството за одбрана и дека активиран со далечински пробувачи. Тоа беше едно од клучните моменти што службите се Пропусти имало и по атентатот. Политичките мотиви според Трајанов треба да се бараат кај српските разузнавачки служби. Ние се работи за промена на правецот на движење на Република Македонија. Мислам дека најголеми интерес имаше во тоа Милошевиќ и некои други да Македонија остане дел од така наречена скратена Југославија и мислам дека тука треба да се барат мотивите или политичките мотиви за атентатот. 50 години државата не успеа ни да го превенира атентатот, ни да открие кој го направи тоа, затоа што последици беа многу сериозни. Македонија што живееше еден мирен живот, доживеа едно време на турбуленција и расторење на таа коалиција што ги доби изборите 94 година. Кој Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Сите оние кои што ја премолчуваат вистината и сите оние кои што ја замаглуваат јавноста се соучесници во грозоморниот чин кој што е атентат врз нас македонците. Моиве докази, моиве аргументи, кои што тлеат 20 години во молк пред сите вас, молчеливи македонци. А денес, ова е мојот одговор до сите југословени начело со Сотир Костов и овие останати, каде како што гледате, секаде каде што треба се замаглува, тука е Снежана Лупевска. Мојот одговор до сите нив е следниов. Само едно да знаеме, сите оние кои што ја замаглуваат вистината и сите оние кои што креираат јавно мнение во интерес на создавањето или на воскреснувањето на новата секташка организација, која што настанува од овој атентат, се соучесници во овој грозоморен чин. Господине Соти, Владо Павлов те прашува и за сите вас останати, кои што најмногу плачевте, изгледа, кога Македонија бараше своја самосталност. И јавно те повикуваме да кажете со распаѓањето на Југославија која улога имавте во комунистичката партија на Југославија, не на Македонија. Ве прашувам сите, дали имаше атентат над Киро Глигоров? Повеќе очигледно е дека вашиот молк и дека сето она што го правите се водите со доказите на Владо Павлов. Сите вие, па и Павле Трајанов, и Гајдов, и Джиков, и кој ли не плејада на замаглувачи на вистината. Сето она што Владо Павлов го докажа и го стави на лист, вие го представувате. Само што Македонија ја ставате како Киро Таушанов Глигоров. И велите дека имало атентат врз македонците. Она што Владо Павлов 20 години го тврди. Ама уште и велите дека председателот на Македонија е Киро. И тоа значи дека атентат имало врз македонците. Затоа што Киро бил Македонија. Не е господа. Киро не е Македонија. Затоа што Киро е основоположник
на повторното воскреснување на секташката организација која што некогаш постоела на овие простори, позната како Апасиева црна рука. И продолжувам. Атентат, господа, немаше над Киро Глигоров. Имаше врз Македонија и македонците. Имено Киро Глигоров, пред тој ден кога се случи атентатот, сите добро знаете дека беше во Белград. И затоа, господа, вие, Соти, Гајдов, Джиков, Павле Трајанов, барајте одговорноста кај сите вас, а не во српските служби. Затоа што не убедувате дека Киро бил во автомобилот. Овај грозоморен чин, кој што се работи селективно против македонскиот народ. Грозоморен чин, од кој што повторно сакате да ја замаглувате вистината. Затоа што Киро не е Македонија, а сите вие, бранејки го Киро, покажувате каде, во кој колосек водете. Бранејки го самонаречаниот атентат. И продолжувам. Дали Киро Глигоров бил задржан во војната болница да го опериса туморот на фронталниот синус? Дали доктор Језда Јездимировиќ и неговата соба со број 11 е место каде што се оперира туморот на фронталниот синус на Киро? Дали ова што е направено на окото на Киро Глигоров може да го направи само чудотворен врвен доктор? Вие, Соти, Джиков, Павле Трајанов, Гајдов и Снежана Лупевска како новинарка и сите останати не убедувате дека покојниот Угриновски е тој кој што е чудотворен очен доктор. Врвен доктор. А тој, ако одите по него, ќе видите кој до ден денес го оперисал. И дали тој Угриновски покоен е способен да направи вакво чудо? А на крајот, следете ги парите. Направете потекло на имот после атентатот кај Угриновски. И видите кој се офајдил од парите. Пари земени од пациенти на времето за извршена операција. Но ако одите по трагата, ќе дојдете до нешто друго. На вистина покојниот Угриновски бил добар чудотворец, а вие тоа не убедувате сите, начело со Соти Костов, Павле Трајанов, Гајдов, Ставре Джиков и плејада на Југословени. И продолжувам. Ова се докази дека Киро Глигоров не бил во Скопје тој ден. Подпредседателот и заменик на Киро Глигоров е Тито Петковски. И тој е жив денес. Или не сака и тој да каже вистината. Затоа што сите што ги прозивавме да кажат вистината починаа. Вечерта Тито Петковски шетал низ аеродромот со пуштен црвен тепих да го чека враќањето на Киро Глигоров. Чекал и за голем срам Киро Глигоров не дојдел на аеродромот. Докажете вие, господа, начело со Соти, дали не било така. И повторно Тито Петковски оди на клиниката, каде е оперисан
и лежи Киро Глигоров во посета. Тргнува и го следи телевизијата. Доаѓа на портата на болницата, влегува во влезот на клиниката, каде што наводно лежал Киро Глигоров. И наместо да го види болниот на креветот, Киро Глигоров се појавува сосема непознат човек. Трет доказ, после 40 дена од атентатот, председателот е должен да се јави на јавноста дали е способен да ја води државата или да се оди на нови избори. Во случај на болест и немоќ го заменува председателот на собранието, тоа е Стојан Андов, покоен денес, откако претходно е прозиван да ја каже вистината за атентатот. Бидејќи Киро Глигоров го нема никаде, дека е здрав и дека може да ја продолжи работата во државата, по законот постапува Андов, влегува во кабинетот и го завзема председателското место. Гледај овде карневалија. Влегуваат инспектори и го сврлаат Стојан Андов од кабинетот и му велат дека Киро Глигоров е здрав и повторно ќе започне да ја води председателската функција, иако е со половина глава и без лекарско уверение. Зошто со ти Костов ова е направено и ти, Павле Трајанов, Ставре Джиков, Гајдов и сите останати кои што синоќа или вчера умеевте да направите нешто со кој што ќе ја замаглувате македонската јавност и македонецот, кој што се уште е со катанеци на умот и пранги на нозите од такви како вас аналитичари. Е направено сето ова за да се избегне лекарското уверение и прегледот од врвни доктори кои треба да го направат и да утврдат дали Киро Глигоров е способен да врши председателската функција. И кога на ова ќе се додаде дека председателот е и врховен командант на војните сили, дали овај човек со половина глава може да биде водач на војската? А вие велите, да, може да биде водач. Не, барам да се спротиставите на сите овие докази од Владо Павлов, каде што повеќе од очигледно е дека ги користите за ваши собствени цели. А значи, ако Владо Павлов е во право, вие сте соучесници, сите заедно, во овој чин кој што велите дека атентат врз македонците, а уште одите до таму да докажете дека и Киро бил во автомобилот. Ве молам, јас како припадник на елитни специјални единици, во таква затворена просторија, каде што човекот е буре, еден шок и плеш или топовски да пукне, во најмала рака ќе пукнат ушните тапанчиња. А вие понатаму обидувајте не колку сакате и манипулирајте со мојот народ измачен, измрзнат, гладен, бос. И тоа токму поради вас, кој што се најголемото зло во Македонија, затоа што креирањето на јавното мнение од Колумбија е нешто кое што е ваше, а тоа значи дека не треба да се водите со вистината. И продолжувам. Господине Соти Костов, Ставре Джиков, Павле Трајанов и сите останати, Владо Павлов уште пред 15 години кажа дека од Гардистка во Илинден исчезнува динамитот, каде што капетан е покоен и кој што е брат на мојот командант. 15 години Владо Павлов кажуваше дека динамитот, тие 20 или 30 килограма палат од Гардиска и Илинден, каде што подоцна имаме некои дешавки кои што се случуваат со одговореното лице
тогаш капетан во Гардиска во Илинден. 15 години. И сега веќе, кога сме кај експлозивот, да ве прашам Соти Костов, Павле Трајанов, и да повикаме секаде каде што треба да се замагли нешто, да се скрене вистината е Снежана Лупевска. Во кое сака време да правиме интервју? А нека бидат овде и Ставре Джиков, и Гајдов, и сите останати. Ке дебатираме, ке разговараме за вистината, од кога започнува новото воскреснување на сектата. Дали знаете, Господа, дека звукот се мери во децибели? Дали знаете, Господа, кој звук се создава од тие 20 или 30 килограми пластичен експлозив, кој што е украден од Гардиск Илинден, касарна Илинден? Дали знаете дека човекот е запечатено буре? Дали знаете вие доколку звукот го надмине органот, како што е во човекот, тој човек повеќе не може да биде запечатен како буре? Дали знаете дека на една обична јачина од 4700 децибели избива чмарот кај човекот, а додека на 5700 децибели пукаат тапанчињата на ушите? Дали вие сакате да не убедете дека Киро Глигоров седел напред и дека истиот тој кој што читал новини и издишал, земал воздух, кога поминал преку него одбрано и тоа го заштитило, а никаде во ниеден протокол не стои дека председателот треба да седе напред до шоферот. И тоа не убедувате Соти и ти, Павле Трајанов и сите останати, дека е нормално во нашава држава председателот да седи напред. Па јас се чудам, зошто не седнал кога веќе бил напред, да го земе воланот и да биде и шофер и председател и се заедно? Зошто му било потребно обезбедување и шофер? Тој требало да го вози Мерцедесот. И продолжувам. Дали знаете, Господа, дека на 6900 децибели избиваат очите? Дали знаете дека на 8500 децибели пукнува стомачната шуплина? Дали знаете вие, Господа, Соти, Джиков и кој ли не? И ти, Гајдов, дека на 9500 децибели пука градниот кош, а на 11000 децибели пукнува главата? Она што се случува со шоферот и каде што јасно се гледа од сликите дека имаме пукнати гради и пола глава нема. И вие денеска не убедувате дека 20 или 30 килограма пластичен експлозив има помала јачина од 4700 децибели, за да во најмала рака не му избие чмарот на Киро Глигоров, или 5700 децибели да не му пукнат тапанчињата на ушите. И уште ќе не лажете и манипулирате дека ушните тапанчиња можеле сами да се регенерират. Ве молам, Господа, не го понижувате мојот македонски народ. Ве молам, Господа, оставете го повеќе македонскиот народ. Доста се храните од него. Доста е. Затоа што 20 кг или 30 кг експлозив, кој што е од Гардиска, од касарна Илинден, украден, создава звук помало 4700 децибели, или звук
помал од 5700 децибели е рамно на лудост. Вие можете да манипулирате кого сакате. Можете да правите седници. Можете да окупирате се. Ама гласот на македонскиот народ и неговиот ум веќе просветлен, повеќе не можете да го манипулирате. Бидејќи вистината е една и единствена, а таа е дека само тој што го штитите, а за тој што го штитите, го прави најголемиот терористички акт врз нас, македонците. И стварно, во право сте, имаме ние атентат врз македонците. Ама атентат од оној кој што ти Соти, ти Ставре Джиков, ти Павле Трајанов, ти Гајдов и сите останати го штитите. Го штитите терористичкиот акт кој што го направил Киро Глигоров врз нас македонците. Срам да ви е. Затоа што ми докажувате дека динамитот кој што 15 години Владо Павлов тврде дека исчезнува од Гардиска, од касарна Илинден, искористен за атентатот. Ме убедувате дека тие 20 или 30 килограми експлозив пластичен, ТНТ, создал звук помал од 4700 децибели или од 5700 децибели, затоа што во најмала рак ќе му пукне чмарот, а исто така и ушното тапанче на Киро Глигоров. Навистина не знам, ама едно знам. Фршкополис верувал дека ќе успее да ја крие вистината за сето она што е направено. Верувал дека нема да се јаве македонец кој што ќе открие сето ова секташка организација кој што работи против интересите на македонец и кој што имаше за цел од првиот ден со овај само нарачен атентат врз нас македонците, а не врз Киро, Македонија да ја поклони на јужниот сосед. Затоа и денес ние сме северно од Македонија или северно од Грција. Затоа и утре некоја која сака Филипова Македонија ќе мора да ја врати. А тоа може да го направи само Грција, затоа што оние кои што денес сакаа Павлов да го направат Пабло Ескобар, а самите Бог ги докаже кои се тие. Ние поклонија Македонија на семитите, на дојденците во Атина. Е во тој интерес е и овај атентат. Затоа што после некој ден најпрво се смени македонскиот кутлеш. И да не заборавиме, уште еднаш, немојте да не обидувате дека со 20 или 30 килограми експлозив звукот кој што се создава од ова количина е помал од 4700 или 5700 децибели. Немојте, ве молам. И доста го манипулиравте мојот народ. Затоа што штитејќи го Киро Глигоров, вие сте идентично соучесници врз атентатот врз македонците. Штитејќи го Киро Глигоров како нарачател на својот собствен атентат. Соти Костов, Ставре Джиков, Гајдов и сите останати. И продолжувам. Од звукот на 20 или 30 килограми експлозив не може да биде спасен доколку си во близина на тој звук. Ова нешто не му се деси на Киро Глигоров, му се деси на шоферот. А и на уште еден член кој беше на местото на настанот. А тоа е Ристо Хаджиманов, министр за земјоделие од Штип, кој во се личеше на Киро Глигоров, а најмалку
по неговиот нос. Имено тој загина на 100 метари на тротоарот. А на Киро Глигоров не му е ништо. Експлозивот пука до само него. Еве доказ дека Киро Глигоров не бил во колата со Ти Костов, преседниче на комунистичка партија на Македонија или на Југославија, кога Југославија во последните години се растураше на младината. Еве доказ дека Киро Глигоров не бил во колата Ставре Джиков, Павле Трајанов, Гајдов. Еве доказ и за Снежана Лупевска, каде што секаде што треба се смени трагот да се забиколи вистината, таа е тука. Од војниот конфликт во 2001 до ден денес. За смртта на Ристо Хаджиманов никој ништо не објавува. Се помина во молчење. Зошто не се огласија? Зошто не се огласија со Ти Костов? Јас ќе ви кажам зошто. За да го сокријат овој злочин. Со атентатот над Киро Глигоров се постигна главната цел – пресметка и уништување на нашето ВМРО македонско ДПМНЕ тогаш, кој што денес нема ни В буквата од тоа што било тогаш. И не случајно е создаден овој атентат само нарачен од Киро, кој што имаше за цел и ја постигна целта пресметка и уништување на македонците од ВМРО ДПМНЕ, кои што сакаа самосталност на Македонија. Вечерта немојте да заборавите, македонци, дека уочи атентатот имаше најголем митинг од опозицијата. Се собраа на 300.000 народ и бараа смена на власта и владата предводена од Бранко Црвенковски. Дојдоа пред соборниот храм Свети Климент Охридски, предводени од Љупчо Ѓоргиевски. Ги најдоа вратите на црквата затворени, а беа затворени по наредба на архиепископот Михаил, братучет на Киро Глигоров. Иако вратите на црквата беа затворени, македонците тогаш од ВМРО ДПМНЕ врз кој што извршен овој атентат направија протест, запалија свеќи и си разотидоа. Утре дента се деси атентатот. Спласна тензијата на опозицијата за менување на владата. Се пушти власта во ловење на вештерки, фаќење на атентаторите. Тогаш се убиени доста македонци од ВМРО ДПМНЕ. Доста се затворени и си остана власта на Глигоров и Црвенковски. А подоцна му беше даден и уште еден мандат на Киро Глигоров. Главен режисер и сценарист беше архиепископот Михаил. Од 1990 година, кога сите југословенски републики си градеа самосталност, Киро Глигоров и архиепископот Михаил градеа не македонизам, ами каква лабилна федерација, само да не е Македонија. Време е да ги прекинеме со кадрите на овие убијци на Македонија, а ги има многу. Со ова ние докажуваме се македонско обединување, дека Киро Глигоров е убиец со неговиот само нарачен атентат на македонците од ВМРО ДПМНЕ тогаш. А вие, ако ми докажете дека тие 30 килограми или 20 килограми, колку сакате, кажете ги, што исчезнуваат од Гардиска, Касарна, Илинден, создаваат звук во децибели, помал звук од 4700 децибели или 5700 децибели, тогаш, македонци, веруете ми, дека јас сум убиецот на македонците, дека јас го штитам оној кој што го направил сето ова. Вие штитејќи го, убиецот на македонизамот, се докажавте што сте со Ти Костов, Ставре Джиков, Павле Трајанов и сите останати, кои што ја криете вистината за уништувањето на Македонија и македонскиот дух кој што беше многу силен
во тој временски период во ВМРО ДПМНЕ. И завршувам. Чудна кореспонденција. Сите телохранители, како што на владиката Петар завршуваа во лудница во Демирхисар, по трагичниот атентат завршуваат и 5 телохранители на Киро Глигоров. Да бидеш телохранител на председател на држава треба да бидеш најхрабар, најинтелигентен и најспособен. Психички лабилна личност не може да дојде до вратата на председателот, а не камоли да биде телохранител. Телохранителот е око и уво на председателот. После атентатот, чудно, никој не сака да каже каде завршија овие луѓе. Сите завршуваат под сумнителни околности. Нивната смрт е трагична. Едниот се фрли под воз, другиот се самоубива, третиот скокнува од спратот и се така случајно само да не се меѓу живите. Зад себе оставија уплакани мајки, ожалестени жени и сираци деца. Сите беа млади, полни со желба за живот. Овај старец, само да го прекрие атентатот, мораше да ги уништи сведоците. Овие 5 сведоци знаеја дека тој ден Киро Глигоров не беше во Скопје. А знаам и јас Владо Павлов. И затоа мораа да загинат. И затоа се сите овие патешествија, нарачени собракајки, нарачени хајки и се оно што се прави со животот на Владо Павлов. Од плејада на фрчкополци, од плејада на сите оние кои што го кријат. Најголемиот атентатор на македонците, а сите оние кои што го устолчуват, се исто како него. А тоа е Киро Таушанов Глигоров. Поздравете ги Соти Костов, Павле Трајанов, Ставре Джиков, Гајдов и сите останати кои што манипулираат и ја замаглуваат вистината дека Киро бил во автомобилот.